Лутер вели за еден човек да биде теолог, потребни се неколку работи. Прво, изучување на Библијата, второ, молитва и трето, страдања. Без страдања човек не може да биде вистински теолог. И Библијата тоа го потврдува, па и нашиот живот. Човекот си го поставува тешките прашања, животни прашања, некога му е добро, туку кога има некакви маки. И затоа мудриот Соломон во книгата Проповедникот вели, ако имаш можност да одиш на свадба или на погреб, оди на погреб. Зашто ќе имаш повеќе корист. На свадба човек не размислува многу за некој така прашање од животот, меѓутоа кога стои пред смртта исправен, тогаш почнува да се прашува за животот. И затоа, имајќи го предвид таа дефиниција што ја дава Лутер, можеме да кажеме дека првиот теолог во Библијата е Јов. Тоа е најдревната книга во Библијата и првиот кој ги поставува тие сериозни животни прашања. Целата книга е полна со поставување на прашања. И Јов исправен пред загуба на семејството, на имотот, исправен пред обвинувања од неговите пријатели дека тој си е виновен за се што му се случува, бидејќи тој не е праведен, во еден момент го поставува клучното прашање: а добро, кој може да се оправда пред Бог? Може ли човек воопшто да застане пред Бог и да каже: Господи, јас сум праведен, јас заслужувам да бидам прифатен од Тебе? Јов очигледно стигнува до тоа тој заклучок дека нема човек кој може да застане пред Бог и да каже: јас заслужувам да бидам прифатен од Тебе и мојот живот да биде лишен од проблеми. И тоа е многу важно прашање, тоа е клучното прашање за човекот. Има ли некој или може ли некој човек да застане пред Бог и да се најде оправдание, да каже: па јас имам оправдание за мојот живот? Во такви тешки моменти и по втор пат беше поставено тоа прашање, и тоа од римскиот темничар, темничар во Филипи, кој ги чуваше во затвор Павле и Сила, кој пеа, го славеа Господ, и во еден момент настана земјотрес, се паднаа нивните окови, се отворија вратите и темничарот уплашен кога виде дека ги нема затворници, сакаше да се убие. И Павле кога го виде, му рече: тука сме, не се плаши. И во такви моменти на безизлезност тој рече: како да се спасам? Има ли спас за мене? И Павле му рече: има. Наистина, како човек може да се спаси? Како може да се извлече од ситуацијата? И овој текст што го прочитавме се занимава со тоа прашање, бидејќи зборот оправдување на човекот од Бог се среќава дури 5 пати. Само во 16 стих гледаме 3 употреби на зборот оправдување, во следниот 17 стих и така завршува 21 стих со оправдување. Тоа ни говори дека клучната тема, главната тема е оправдувањето на човекот. И знаејќи дека Галатјаните е првото послание на апостол Павле, а ова пак е првото место каде што се употребува тој збор од Павле. Ова е првата воопшто употреба на Павле во неговите дела на оправдувањето, или за прв пат овде кога тој говори за ова тема, и тоа го прави посебно овој дел важен за нас. Можеме да видиме како почнува всушност служењето на Павле. Може да видиме уште од почетокот која е неговата клучна доктрина. И тоа станува клучна доктрина или тема и во целото послание до Галатјаните, и негова клучна тема во сите негови писанија, во сите посланија. И не само во неговите посланија, оправдувањето станува клучна тема за црквата. Лутер
ја нарекува оваа доктрина артикулус тантис ет кадентис еклесијае, или артиклот или нештото на кое една црква или стои стабилно, или пропаѓа. Лутер вели, ако црквата го проповеда ова учење, оваа доктрина, и ја заштитува и ја применува, таа ќе стои здраво. Ако ја занемари оваа доктрина, ќе пропадне. И продолжува Лутер и вели, црквата има одговорност постојано да ги удира по глава верниците со оваа доктрина, бидејќи луѓето забораваат. И ако не се подсетуваат, ќе почнат да живеат, да се однесуваат како да не се спасени, како да не се оправдани по благодат. И веројатно Лутер го има во предет и Павле овдека, ќе видиме кој буквално ги удира евреите, вклучително и Петар, со овие негови аргументи, буквално ги удира по глава, за да ги убеди, за да им докаже дека оправданието е само по благодат. Ја сега да малку да се подсетиме зошто го вклучува Павле овој текст овдека. Тоа е крајот на апологетскиот дел на ова послание. Првите две глави, рековме, Павле дава заштита на своето апостолство и на учението што го проповеда, имајќи ги предвид обвиненијата на јудеистите кои дошле во Галатија, промовирајќи друго евангелие, а друго евангелие нема, и започувајќи го учението, со тоа што го негираат апостолството на Павле, вела тој не е еднаков со останатите апостоли и затоа и неговото учење не е авторитетно учење. Павле одговара на тие обвинувања. Видовме минатиот пат тој доаѓа и во конфликт со Петар, кој доаѓа во црквата во Антиохија, првата црква на неевреи, на пагани, црква во која Бог работи моќно, многу неевреи се покајуваат и во таа црква евреи и неевреи почнуваат да служат, да живеат заедно, се молат заедно, за прв пат во историјата се создава едно тело, тело во кое нема евреи и неевреи, тело во кое сите се еднакви пред Бог. Јадат заедно и ја уживаат слободата, благодата во Христос. И тоаш доаѓа Петар да го види сето тоа и тој воскретен и тој почнува да го живее тој живот на благодата. Се додека не дојдат некои јудеи од Ерусалим, од црквата на Јаков, и Петар, плашејќи се дека тоа ќе се одрази на неговиот авторитет во Ерусалим, ако го видат како јаде и го слави Господ со јудеите, почнува да се трга настрана. Со своето поведение, всушност тој, враќајќи се на законот, на делата на законот, тој испраќа порака на останатите, на неевреите христијани во црквата, дека тие се нешто помалку. Дека тие, за да бидат прифатени целосно од Бог, треба и они да станат евреи, да го прифатат законот. Имајќи го во предвид таквото однесување на Петар, Павле застанува. И не само Петар, тука пишува дека и другите јудеи во црквата во Антиохија, кои до тој момент живееле заедно со неевреите, го почнаа да го следат примерот на Петар. И не само ни, дури и Варнава, и тој почнува се трга настрана. И Павле вели, сите стана лицемери. Застанува пред нив, им ги кажува тие работи што ги видовме во вториот дел на втората глава од 11 стих, и овдека продолжува. Продолжува таа тема. Продолжува со аргументи кои ги изнесува против тоа поведение на Петар. Така да, тоа што ќе го видиме овдека е во тој контекст. Да она утврдување на Петар и останатите во доктрината за оправдание само преку вера во Исус Христос. Да. И бидејќи овдека тоа е само една реакција на Петровото поведение, бидејќи веќе од втората глава, од третата глава и целата четврта глава, тие нешта ќе бидат објаснети многу подетално. Овдека само на кратко се нафрлаат и ние така на кратко нели ќе поминеме, но бидејќи тоа ќе биде клучна тема, да кажеме нешто за оправданието.
да видиме што воопшто значи оправдание, имајќи во предвид класичниот грчки јазик и употреба и како во Библијата се употребува тој термин и како нели се гради како доктрина. Самиот збор оправдание, кој ние го користиме овдека како превод, е во класичниот грчки јазик е правен термин, тој е термин кој е земен од судската пракса. И тој термин дикајо всушност значи оној чин во судницата, она, или јас сум напишала како една дефиниција, она правна објава или пресуда со кој судијата го објавува или прогласува обвинетиот за невин или за праведен. И тука треба да разграничиме меѓу, да направиме разлика меѓу прогласување или објавување некого за праведен и правење на праведност. Кога судијата објавува во судскиот процес дека некој е праведен, тој констатира состојба. Спротивно е обвинението или осудата за вина. Кога судијата ќе го објави за виновен, тој во тој момент не го прави да биде виновен, тој констатира дека има вина. И сега во библиска смисла на зборот, оправданието е оној акт оправданието е оној акт со кој Бог го прогласува верникот за оправдан или за праведен. При што? Не значи дека тој не е невин. Тоа е само една објава и еден проглас за оправданост. И сега, верникот не е невин, но тој е прогласен за праведен. Ако имаме таква ситуација во еден светски граѓански суд, би кажале дека со една таква пресуда или објава, судијата ќе се деградира, тоест имаме корумпиран судија. И затоа е важно овдека да ги сватиме која е идејата за оправданието. Дејќи таа пресуда не е туку така, како коруптивен акт, туку таа пресуда се гради на едно дело кој во себе вклучува неколку аспекти и представништво и некои други работи. Значи, тоа е таа дилема, една голема дилема, сотериолошка дилема меѓу желбата на Бог во својата милост да го оправда верникот, а од друга страна пак природата на Бог, тој е свет праведен, кој бара казна на виновникот, на грешникот. И во таа дилема имаме една институција која се нарекува представништво или заменик, која зима вината и на тој начин се објавува праведноста на виновникот во името на оној кој ја зел вината. И тука е воплотувањето на Синот Божи. Синот Божи, воплотениот Син Божи, очовечениот Син Божи, во судницата го зима местото на виновните. И затоа е важно тоа воплотување, бидејќи за да го заземе местото на виновниот човек, Синот Божи требаше во се да стане човек. Да земе се од човечката природа, сите аспекти на човечката личност, за да во се биде заменик во судницата, во таа Божја судница за човекот. Во исто време, кога Божиот Син во се станува човек, во исто време во се останува Бог. Кога тој во се станува човек, во се ја зачува својата божественост. Накратко кажано, тој е 100% човек и 100% Бог. За да може во се да биде заменик за човекот, за вината на човекот, тој во се треба да биде човек. Но во исто време, за да таа замена биде голема, доволно голема, да ги покрие, да ја покрие вината на сите негови избрани,
негови, оние кои што веруваат во него, спасени, на целото спасено човештво, тој во се требаше да биде Бог. Кога Синот Божи ја зеде на себе човечка природа, за да стане таа замена за човекот, тој во се си остана Бог. Во ништо не беше намалена неговата божественост, за да биде жртва за целото искупено човештво. И како во таа позиција Синот Божи во судницата ја зеде вината на целото човештво и тоа го препише на наша сметка, а во исто време праведноста која тоа покажа во се исполнувајќи го законот, исто така го препиша на сметка на виновните праведници. Ја вложи во нив правдата. И на основа на тој механизам, судијата Бог сосема праведно може да и објави, да изрече пресуда невин или да го оправда виновниот верник. Тоа е идејата. И сега понатаму, бидејќи тоа е во 19 стих, 80-90 стих, ние ќе видиме каква е пак таа институција, каква е улогата на институцијата заменик или представник. Ова само на кратко, нели на почетокот, да видиме што значи оправдание, или како пред законот ние исправени како виновни, пак сме оправдани со еден Божи декрет, со една Божјо дејство како судија, со една пресуда, која значи оправдан или не е виновен. И сето тоа ќе видиме преку вера. Сето тоа по благодат. Не спасението, нашето спасение, нашето оправдание не е бесплатно. Ние се знаеме да кажеме дека тоа е бесплатно. Не е туку така. Нашето оправдание се темели на една скапа цена која беше платена. За нас е бесплатно. Но во таа судница не е бесплатно. Платена е цената. Ние го седаме бесплатно преку вера и тука нели она илустрација што најмногу се користи, што е верата всушност. Верата е доверба. Кога некој нема ништо и е гладен, пружа со вера празна рака. Нема што да понуди за она што му треба. Со вера, со сигурност, со доверба дека таа празна рака ќе биде наполната. Дека во таа празна рака ќе го доби она што го бара. Со други зборови, виновниот доаѓа пред Бог со вината, барајки оправдување. При тоа не нудејќи ништо, тој доаѓа со празни раце. И тоа е суштината на оправданието за кое ќе пишува дека Павле. Ќе видиме нели денес во текстот што ќе го разгледуваме и понатаму во наредните недели, изучувајќи третата и четвртата глава. Ајде да видиме како Павле сега почнува овдека. И повторно имајќи го во предвид проблемот во Галатиската црква и проблемот во Антиохија, со кој се соочува кога Петар, Варнава и останатите се двојат од евреите, бидејќи од неевреите, бидејќи тие се нешто повеќе. Тие имаат закон. Тие живеат поинаку од неевреите. И во тој поглед неевреите се грешници, а евреите се праведни. И Павле вели, ние сме родени како јудејци, а не грешници од незнабожците. Што сака со тоа да каже Павле? Тој признава таа поделба што евреите ја прават и во Антиохија и во Ерусалим. Која е основата на таа поделба? Евреите го имат законот. Евреите живеат според закон. Евреите ги имаат 10 заповеди. Евреите не јадат храна која е објавена за нечиста. Евреите не носат облека која е забраната со законот. Исполнуваат ритуали. И во тој поглед евреите се гледаат себе си во однос на безбожниците како праведни, а тие грешни. И Павле овде го користи
користи терминологијата која евреите користат. Веројатно и кога дошле во Антиохија, оние јудеи од Ерусалим, легалисти кои застапуваат исполнување на делата на законот за спасение, велат, а ние не сме безбожници, ние не сме како на евреите. Тие се грешници дока ние го живееме законот. И Павле вели, да, навистина е така. Ние го имаме законот како евреи и ние сме живеели цело време исполнувајќи го тој закон. Меѓутоа, тоа ништо не ни помага. Кога ќе застанеме пред Бог, тоа што сме били поинакви од неевреите, тоа што сме го исполнувале законот, кога ќе дојдат до оправданието, ништо не ни помага. Зошто? Зашто знаеме, јас сум разбрал, вели Павле, а и Петар е разбрал, и Варнава разбрал, дека човек не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Исус Христос. Оправданието е само преку верата во Исус Христос, вели Павле. Тоа што неевреите живееле во темнина со векови, а ние сме живееле во светлина имајќи го законот, ништо не ни помага. Не прави ништо поинакви од нив во поглед на спасението. И тоа е целата поента. Законот ни беше даден нам, на неевреите, но не за да се спасиме. Тоа што ние го имаме законот, не значи дека сме спасени, а евреите загубени. Сите сме загубени. Никој не може да застане пред Бог и да побара прифаќање, бидејќи го има законот. Сите сме исти. И најморалните, и најнеморалните луѓе. И македонците, и албанците, и патриотите, и предавниците. Пред Бог сите сме исти. Сите сме подеднакво виновни пред Бог. Тоа е целата идеја дека на Павле. Нема евреин, нема грк. Никој не може да биде прифатен пред Бог, бидејќи е нешто, бидејќи прави нешто. И затоа вели Павле, и тука го вклучува и Петар, ние поверувавме во Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот. Зашто знаеме дека преку делото на закон никој нема да се оправда. И лете Павле 3 пати повторува една иста идеја. Прво вели, знаем дека човек не се оправдува преку делото, туку само преку вера во Христос. И затоа ние поверувавме во Христос, зашто знаеме дека не се спасуваме преку делото на законот, и на крајот пак повторува, зашто преку делото на законот нема никој да се оправда. И тоа тројно повторување е она Лутер што вели, буквално удирање по глава. Зашто знае дека е тешко за еден евреин да го прифати тоа. Повторува. Нема спасение по законот. Само оправданието ни е единствено преку верата во Христос. Зашто ова учење овдека е спротивно не само на еврејското разбирање за оправданието, спротивно е на разбирањето на секој нормален човек. Човечката природа се бунтува против едно такво учење. Човечката природа во гордоста, во суетата вели, јас сум праведен и јас заслужувам. Јас сум добар и јас треба да бидам прифатен од Бог. Има запишено во Талмудот една случка од првиот век, еден равин од времето на Павле, равин Елиезер, познат, кај кого дошле ученици и го прашале, рави, како да стигнеме до небото? И тој ги упатил кон законот. Биди добар, помагај на бедни луѓе, на деца, помагај на жени, вдовици, помагајте се еден со друг, сакајте се и некои други нешто од законот и така ќе отидете на небото. Тоа е разбирањето на човекот за спасение. И Џон Стот го нарекува ваквото учење религијата на улицата или религијата на човекот од улицата.
И навистина, ако отидете на улица и направите едно интервју, истражување, прашувајте ги луѓето, ако веруваат во Бог, а 99% кај нас кажат дека веруваат во Бог, и на второто прашање, а како сега ќе одиш на небото ако веруваш дека има небо, одговорот сигурно ќе биде: биди добар, прави добри работи, давај милостиња, пали свеќа во црква, грижи се за луѓето, направи црква ако можеш, донирај за добри работи, донирај за домови. Ако се од така некои источни влијанија, ќе ти кажат: не јади, не убивај животни, не малтретирај животни, биди добар. Тоа е разбирањето на човекот за прифаќањето од Бог. Тоа е таа религија на човекот од улицата, уличната религија. Зашто човекот во својата суштина е суетен, горд и тој не прифаќа подарок. Тој не прифаќа вистина дека е грешен и само по милост, по благодат може да биде прифатен. Кога ќе го прашаш човек дали си добар, тој ќе ти каже: па добар сум, правам добри работи, се стребам да бидам добар. И веќе тоа е за него доволна основа да биде прифатен од Бог. И затоа овдека Павле истакнува, 3 пати истакнува и вклучува само преку вера, или она, нели, слоганот на реформацијата сола фиде. Само преку вера човек може да биде оправдан пред Бог. Зашто знае дека тоа учење е како црвено платно пред разјанен бик. Човек се буни против тоа учење. И она што најмногу пречи на луѓето кои што не веруваат во Бог, токму тоа најмногу им пречи. Кога ќе му кажеш: ти си недостоен, ти си грешен. Тоа удира, буквално го разјарува и разјарува суетата на човекот. Изгледа многу благородно учењето на религијата на улицата. Ние сме благородни, ние сме добри, ние се стремиме да бидеме хумани. Но ќе видиме дека всушност има голема фалинка во однос на Бог таквото учење. И сега Павле, знаејќи дека тоа учење не е прифатливо за човекот, посебно за евреите кои живееле под закон, тој знае дека ќе има приметби. И во продолжението одговара на тие можни реакции. Првата таква реакција е: води ли спасението по благодат кон беззаконие? Ако пак барајќи да се оправдаме во Христос и сами се најдовме грешници, не е ли тогаш Христос слуга на гревот или не е ли Христос служител на гревот? Која е идеја? Која е прашањето? Која е идејата? Евреите се праведници, не евреите се грешници. Основата за поделбата е законот. Ние го исполнуваме законот, ние се стремиме да бидеме праведни. Додека овие таму грешниците не исполнуваат ништо од законот, тие се грешници. И ако законот не спасува, тогаш приметбата на евреите е: не ли тоа охрабрува грев? И во тој случај излегува дека Христос е служител на грешниците, на гревот. Нели тоа мотивира, води кон беззаконие? Ако нема закон, тогаш значи дека има беззаконие. Тоа значи дека сите сега ќе си живееме како што сакаме. Тоа е забелешката на Павле, тој одговара никако. И понатаму во 19 стих тој ќе обясни што мисли со тоа. Тоест, кон што навистина води оправданието преку вера по благодат. Кон што навистина води благодата. Но овдека дава одговор, нели? Што навистина е беззакон или што навистина води кон престап, кон грев. И тој се дава себе си. Тој го дава себе си, своето искуство. Искуството на Петар, меѓу другото, зашто контекстот е повторно конфликтот со Петар. Кога кажува: па, нели ние го разрушивме законот во нас? Како сега ќе го градиме повторно? Ако јас, кој разбрав дека законот не спасува и затоа
го разрушив во мојот живот законот, за да живеам за Бог, како ќе се вратам сега кон законот и како пак ќе го радам законот во животот. Јас кој сум разбрал дека законот не спасува, како сега ќе ги учам другите да го живеат законот, како што Петар прави. Петар разбрал дека законот не спасува. И сепак сега дава пример на евреите дека и тие треба да почнат да го исполнуваат законот. Нели тогаш јас ќе бидам престапник? Нели тогаш јас ќе бидам измамник, знаејќи дека законот не спасува? Што навистина води кон престап. И тука Павле се враќа на себе си, на својот живот, на своето искуство и вели: јас умрев веќе за законот. Ако некој можел да биде спасен преку закон, тоа е Савле. На многу места и во ова послание на почетокот, во првата глава, па и во Римјаните 7 глава, во Филипјаните 3 глава, Павле раскажува својот живот како ревносен фарисеј, кога се стремел да го исполнува законот, кога се трудел да биде праведен пред Бог преку законот. И стремејќи, и во тој стремеш, тој на крајот стигнува еден резултат. Она на што се надевал дека ќе го спаси законот, всушност само го осудува. Буквално го убива. Тоа е сведоштвото на Павле. Се трудев да го исполнувам закон, живеа според законот и на крајот што се случи? Разбра дека тој закон ниту ме ослободува од гревот, ниту го уништува гревот во мене, ниту ме држи настрана од гревот. Единствено што прави законот во мојот живот е да ме осуди на смрт, ме обвинува законот. И сега кога сум го разбрал тоа, како повторно ќе го градам законот. Како повторно ќе се вратам оному каде што бев осудуван. Всушност Павле вели, законот се исполни целта во мојот живот. Целта на законот беше да ја убие мојата самоправедност. Целта на законот беше да ме осуди на смрт мене, праведниот Савле. И законот веќе исполни таа цел. И исполнувајќи ја таа цел, исполнувајќи ја таа цел, законот, тој веќе, јас веќе умрев. Јас сум мртов за законот, зошто бидејќи само така, ко мртов за законот, ќе можам да живеам за Бог. И продолжу, и се, завршувајќи со тоа, со таа констатација, ако јас пак се вратам кон законот, ќе бидам престапник, зашто јас веќе сум мртов за законот, тој продолжува, вклучувајќи концептот за таа заменичка жртва. И вели, се распнав заедно со Христос, и овдека формата е повторно пасивна, преводот не е добар, бев распнат. Јас самиот не отидов тамо, некој ме стави заедно со Христос на крстот. Бев распнат на крстот. И тука е соединувањето. Целата таа идеја ја гради за да стигне на крајот до резултатот од благодата во неговиот живот. На обвинувањето дека благодата води кон беззаконие. Павле, не е така. Зошто? Зашто јас бев распнат со Христос. Јас умрев на крстот со Христос. Оној Павле, оној Савле, кој се стремеше со своите сили, со својата самоправедност да се допадне на Бог, умре на крстот. И затоа јас не можам повторно да го изградам онаа што е разрушено во мојот живот. И сега што значи овдека? Сигурно не мисли на буквално распнување со Христос, сепак Павле воопшто не бил таму на крстот, на Голгота кога Христос е распнуван. Идејата е нели за онаа заменичка жртва, заменичко дејство кое или представување или во теологијата познато како анакефалија, тоест кога сите се поставени под една глава, тоест кога еден станува збирен представник на сите. Представнички модел имаме денес во демократијата.
од секој дел на Македонија има представник во парламентот. И неговите дејства во парламентот, неговите решенија во парламентот, што тој ги зима, понатаму се однесуваат за сите оние кој ги представува. И во Библијата го има тој принцип. Например, Адам е тој збирен образ, збирен лик, збирна личност на паднатото човештво. Неговите дејства во Еденската градина, паѓањето во грев, понатаму се однесуваат, се префрлаат на целото паднато човештво. Во Стариот Завет еврејскиот народ имаше представник во лицето на првосвештеникот. Тој застануваше пред Божјата слава, пред ковчегот, извршуваше дејства кои се однесуваа за целиот еврејски народ. Се молеше за простување на гревовите за целиот еврејски народ. И така Христос, со неговото дејство на земјата, со неговото служење, е представник на спасеното човештво. И то не само на крстот, овде дека Христос, Павле говори за крстот, туку целото негово земно служење. Од воплотението до вознесението и вознесението, Христос е тој представник кој го собира во себе спасеното човештво. Сите оние кои веруваат во него. Христос го исполни совршено законот и така, како представник на спасеното човештво, во себе ги вклучи сите. Тој го исполни законот и сите оние кои веруваат во него го исполнија законот. Тој беше распнат на крстот и Павле всушност тоа сака да каже: и јас бев распнат на крстот. Сите кои веруваат беа распнати на крстот, сите кои веруваа умреа на крстот со него и сите кои веруваат беа вознесени, воскреснати во смртта. И која е целата идеја всушност овдека на апостол Павле? Действието овдека или глаголската форма е продолжително дејство, перфектна форма. Самиот глагол бев распнат, значи бев распнат и се уште сум распнат. Тоа е едно дејство кое започнало некогаш и продолжува се уште. И тука гледам, и тоа е суштината всушност на неможноста за да тој да се врати повторно во законот. Вели, Савле, оној кој се надеваше на законот, тој е таму закован на крстот. Тој е таму, умре на крстот. Меѓутоа, повторно действието е она продолжително. Да, тој се уште живее, меѓутоа умира. А таму воскреснува нов човек, ново создание, во кого сега не живее Павле, не живее Савле, само праведниот. Живее Христос, вели апостол Павле. Бев распнат со Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. И тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и се предаде за мене. Што се случува всушност, вели овдека апостол Павле? Савле умре. Оној што се трудеше сам да постигне праведност преку законот, умре на крст. Беше осуден од законот. Умре. Сега живее нов човек, бидејќи се на крстот, во смртта на крстот, се воскресна нов човек со Христос, во кого сега живее Христос. И со верата во Христос, тој човек живее поинаку. Затоа благодатта не води кон беззаконие. Напротив, благодатта води кон покорност. И не онаа покорност која порано Савле ја покажуваше легалистички, исполнувајќи некој закон за да се докаже и да биде прифатен од Бог, но една покорност која е резултат на љубовта на Христос. Една покорност која доаѓа природно бидејќи Христос е во него. Христос веќе живее во него. Христос е оној и мотивацијата, љубовта е таа која го тера да биде покорен и да го живее вистинскиот живот. И повторно верата. Верата дека Христос кој живее во нас, Христос кој живее во него и ќе го поттикнува да го живее вистинскиот живот и ќе го оспособува. Или како што вели Калвин, само преку вера. Меѓутоа, верата не е сама. Само преку вера се оправдуваме. Меѓутоа, верата не е сама, бидејќи
Таа вера е жива вера. Во таа вера има живот. Таа вера секогаш ќе го покажува Христос кој е во нас. Секогаш ќе ги има делата кои доаѓаат со Христовото присуство во нас. И Павле вели, мотивацијата не е страв, мотивацијата не е несигурност, мотивацијата не е копнеш да му се допаднам и да бидам прифатен од Бог. Не, мотивацијата е Христос кој веќе ме возлюбил. И тука Павле, кој кажува ме возлюби, тоа е првиот случај во којто е кажува дека е возлюбен од Бог. И Павле сака да каже, дури и мене ме возлюби. Оној кој ја гонеше црквата, оној кој риташе против Христос, дури и мене ме возлюби. И дури и за мене се предаде. И како сега може јас да не му служам? Како може сега таа благодат да ме води назад кон беззаконие? Никако, вели Павле. Никако. Таа благодат која ме оправда, таа благодат која го всели Христос во мене, таа благодат ме поттикнува да му служам и да го живам вистинскиот живот. Не како легалист во законот, туку заради љубовта и преку верата во него. И на крајот, резултатот. Кој може да биде спасен или кој навистина отворила благодата? Ово прашање или овој заклучок што го дава, не отворам благодата, и има и риторичко прашање на крајот, не отворам благодата Божја, зашто ако праведноста, тука треба да биде превод оправданието, правилно, се придобива преку законот, тогаш Христос залудо умрел. И сега, за да го сватиме ова риторичко прашање, треба да разбереме што е благодат за евреите. Јудеистите евреи не отврлаат благодатта, дека човек се спасува по благодат. Меѓутоа, за нив благодатта е законот. Тоа е дарот. Зборот благодат значи дар. И Бог на евреите им покажа благодат, им даде дар, им го даде законот. Другите го немаат тој дар, само евреите го имаат. И затоа велат евреите, ете, Бог покажа благодат кон нас, не го даде законот. Но проблемот е во тоа што и навистина Бог им даде голем дар, давајќи им го законот. Меѓутоа не закон за да се спасат преку него. Тој дар не е за спасение. Тој дар во 3 глава, ќе идеме добро објаснет, има друга цел. Ако тој дар, и сега Павле вели, кој отворила благодата? Павле обвине дека отворила благодата на Бог. Отврлајќи го законот и отворила благодата. И Павле вели, не, ајде да видиме кој навистина е отворила благодата. Ако законот беше благодата на Бог за спасение, тогаш зашто умре Христос? Ако ние можевме да се спасиме преку закон, тогаш Христос напразно умрел. Но бидејќи Бог ништо не прави напразно, бидејќи таа голема жртва, својот единороден син да го даде Христос, не беше туку така, тоа е потврда дека не законот е благодатта, туку оправданието, жртвата на Христос е благодатта. Кој навистина отворила благодатта, вели Павле? Јас, кој се спасувам преку вера, или вие кои тврдите дека законот е благодатта за спасението? На крајот, конечниот одговор го дава делото на Бог, дејството на Бог. Ако навистина благодата беше законот, тогаш воопшто не може да се случи Христовата жртва. И тука се враќаме на крајот, нели, како еден заклучок на теологијата на улицата. Она толку популарна теологија дека ти треба да бидеш добар. И тоа е во контекст на хуманизмот. Ти треба да бидеш добар, ти треба да помагаш, ти треба да се трудиш. Зашто е начинот да бидеш прифатен од Бог? Добрите луѓе ќе бидат спасени. Хуманите луѓе, моралните луѓе ќе бидат спасени. И постојано се поставува тоа прашање, ама како може тој да не биде спасен и колку е добар? Навистина добар човек. Да, не некирам дека е добар човек, но кој може да го постигне Божиот стандард на праведност? И на крајот на краиштата, таа религија на улицата која изгледа толку хумана и толку добра,
Во крајна сметка, значи негирање, значи понижување на Божјото дело. Нашето спасение, нашето оправдание е изработено по многу скапа цена. Бог ни подготвил многу скап подарок. Теологијата или религијата на улицата го игнорира скапиот Божи подарок. Вели, Господи, земи си го, не ми треба, не го сакам. Представете си, некој се трудил да ти направи скап подарок, голем подарок, и ти го игнорираш. Не го сакам. Тоа е клучниот проблем на религијата на улицата. Воопшто не е голема. Напротив, таа е понижувачка во однос на Божјото дејство. И така, како може она древно прашање на Јов, клучното прашање за човек, како може човек да застане пред Бог и да се оправда? Како може да биде прифатен од Бог? Павле вели, само преку вера во Христос. Која ќе дојде со празни раце ќе каже, Господи, грешен сум, немам ништо. Само по благодат. И тоа е клучот да го живееме вистинскиот живот и понатаму во нашето служење, во нашиот живот да живееме на вистина по благодат, во сигурност, да му служиме не од страв, не за да го придобиеме, туку како благодарност за таа љубов. Тој не возлюби и се даде за себе. Понатаму уште ќе ја развива таа негова доктрина, но имаме потреба, може би не кажав ништо ново, но се подсетивме. Имаме потреба да се подсетуваме во секојдневниот живот, да живееме по благодат. Оваа доктрина не е теорија, оваа доктрина е живот. Оваа доктрина е важна за правилен живот, да го живееме животот вистински. Само со Христос во нас и сознанието за неговата љубов и благодарноста ќе не мотивира кон правилен христијански живот. Да останеме цврсто во животот со него, да останеме цврсто на животот кој тој го има за нас, кој тој го сака од нас. Амин.